Океј. Ајде полека ќе почнуваме, пошто 7:05, колку ќе ни се приклучат, и пак е веќе сме надвор од карантин, така да овие сесии друг пат и попаметни. Океј. Благодарам прво до сите учесници на оваа сесија што се пријавивте, што делите дел од своето време да присуствувате и да му помогнете на извидништвото преку вакви отворени трибини и да го споделите, да слушнете нешто од дискутантите, но и понатаму да го споделите своето мислење во врска со денешната тема што е имиджот на извидништвото. Стигнуваме полека до крајот на оваа онлайн програма за мај, но иако се подигнуваат одредени рестрикции, викаат дека се подобрува, реално не е така како што можеме да видиме. Имаме многу луѓе кои што се уште се заразени, така да држте се, бидете сигурни и ќе видиме ние понатаму како ќе ги тераме овие платформи, но најбитното за вас, на нас, ние вие да бидете сигурни, и преку онлайн програмата да научите нешто ново. Моето име инаку е Јане Плавевски и сум денеска ќе бидам ваш модератор. Дополнително со мене како дискутанти денеска се тука Павел Пападимитров, координатор за комуникација на Сојуз на извидници на Македонија, Роберт Ѓошев од извиднички одред Еквинокс, кој што е одговорен за програмата, онлайн програмата Изи, Анастасија Николовска од Брицо, која што е началник на одредот, и Снежана Јанковиќ, член на старшинството на СИМ и началник на извидничкиот одред, на првиот скопски извиднички одред. Сите дискутанти денес се искусни во делот на комуникација, во делот на имиджот и извидништвото, така да едва чекаме да ги слушнеме што има да ни кажат и да не споделат од нивниот дел. Генерално, околу имиджот на извидништвото зборуваме секоја година, зборуваме цело време, како сакаме нас да не гледаат, како сакаме ние да се представиме, но многу често забораваме на тоа, или пак не го посветуваме доволно внимание. Но секако има и луѓе кои што не го забораваат тоа и кои што активно работат и активно придонесуваат да го подобриме имиджот на извидништвото. Во моментов, онака како што не гледаат, нели, има во различни краишта на Македонија, не гледаат различно, едни не гледаат како застарена, аудитирана организација, други пак не гледаат онаква организација како што сме, поточно модерна организација која што работи на образованието на младите и која што се труди да активно да придонесе во општеството. Но ние многу добро знаеме што правиме, но луѓето од надвор и јавноста не така добро секогаш се запознаени. Така да може би е време да размислиме што би требало да направиме во иднина, кои активности би требало да ги смениме и како ние всушност треба целокупно да се представиме во јавноста. Тоа е накратко за сесијата. Она како што ќе се одвива, значи прво секој од дискутантите ќе има по 10 минути да го каже своето мислење на оваа тема. Понатаму ќе имаат неколку прашања од мене и потоа ќе ве вклучиме вас. Сакаме овој пат да дадеме на оваа трибина малку повеќе време за дискусија, така да спремете прашања, споделете мислења, ништо не е табу, се е отворено, бидејќи буквално на оваа тема ни требаат инпути од младите, ни треба информации, за да знаеме која порака треба да испратиме, како треба да комуницираме и кои се активности треба да ги спроведиме за да останеме атрактивни и релевантни кај младите луѓе. Така да во меѓувремено исто така може да поставувате прашања во чатот, ќе ги опатиме на крај. Со тоа што морам да го нагласам делот за онлайн безбедност, така да внимавајте на начинот како комуницирате, без навредливи зборови, без директни напаѓања, така да тоа е една дел кој што сакаме да го практикуваме и при сите овие онлайн состаноци. Исто така слободно споделувајте по социјалните медиуми дека сте дел од оваа сесија, вашите мислења, вашите ставови, како сте си поминале и така натаму и така натаму. Епа од мене како вовед толку. Сега пополека ќе го отстапам виртуелниот стејдж на нашите дискутанти и прв ќе почне Роберт. Ги молам сите останати дискутанти исто така да се мјутираат во меѓувремено и некои ви учесници да сте мјутирани. Кога ќе дојде моментот за прашања, кренете рака, јас ќе ви доделам, ќе ви адмјутирам
и ќе можете да го поставите прашањето или да искоментирате било што. Роберт, повели. Здраво на сите. Пред се мило ми е што ве гледам тука во толку голем број. Јас сум Роберт од Equinox Штип. Според мене, моменталната ситуација за врска со имиџот на Сојуз на изведници или на сите одреди е многу добро, на високо, многу добро ниво, кое покажува дека нашата организација, Сојузот и одредите, сериозно се занимаваат со целата програма и напредуваат напред. За тоа доказ е растот на членството, кој од 2014 до 2020 е пораснал за некаде околу 100%, односно тогаш сме имали некаде околу 1500 изведници, сега има скоро 2500 кое покажува дека ние сме сериозна организација, луѓето не перцепират како политички неориентирани, транспарентни и подготвени да одговориме на сите потреби кои ги има општеството, особено во вакви кризни моменти како што се наоѓаме сега во една од најголемите здравствени кризи на 21 век и исто така и финансиска криза. Не само членството збори за тоа дека ние многу добро се справуваме и многу добро изгледаме пред јавноста, за тоа е доказ и наградата која ја добивме од владата на Република Македонија, односно повелбата на Република Македонија во 2018 година на Европската извидничка академија. За сето тоа заслужни се извидниците на СИМ, кои го чуваат кои го чуваат интегритетот. Тежок збор. Фала, ја не. И паника. Малце трема, ама не е страшно. Малку, да. Многу ми е мило што гледам дека извидништвото навлегува во културата и во сите општествени сите сфери на општеството, колку и да се мали, и дека кај луѓето сме препознаени како луѓе кои што цело време се занимаваат со правење на хуманитарни акции, помагање на општеството и слично. Тоа не значи дека треба да престанеме. Иако ситуацијата е добра, можеме и натаму да продолжиме, да прогресираме, со тоа што според мене барем може да се вклучат повеќе возрастните во извидништвото, може да се подобри медиумската покриеност на камповите во извидничкиот центар кои што се одржуваат. Може да се потрудиме да направиме некаква поголема валидација на волонтерските часови на извидниците и на активностите кои што ги спроведуваат. Врска со нашата онлайн програма на Equinox, тоа е Easy, кој што верувам дека сите го знаете, како дел од извиди кампањата која е составена од два дела. Суперхеројот, нашиот суперхерој покрај волонтерите во Equinox е персонифицирана марама која ги представува уживањата и убавините и придобивките од извидништвото преку буквите од азбуката. За Изи одговорен креаторот на Изи е Никола Панов, кој што е многу посветен волонтер со огромна љубов кон графичкиот дизајн и стриповите. Тој е заслужен за таа атрактивност која има Изи. За Изи исто така добивме многу добар фидбек, кој што ми е многу мило дека така се перцепира од другите, и сметам дека во иднина Изи ќе стане уште по-распространет, не само и по социјалните мрежи, а можеби ќе го видиме на мајци, на дуксери и на
слични работи. Тоа е едниот дел од извиди кампањата која што ја спроведовме. Вториот дел е маркирање на рекреативна патека, која имаше за цел да ја зголеми препознатливоста на одредот во нашиот град и да го направи популарен кај сите возрастни категории и истовремено да остави нешто трајно за општеството кое што ќе служи и понатаму. Ние маркиравме патеката која што води до највисоката точка близу до центарот на Штип, до врвот Клисе Бајер, кој што нуди уникатен поглед врз целиот град. При маркирањето поставивме патокази, планинарски ознаки и на самото место, на врвот, поставивме рамка, која што треба да посетителите треба да ќе уживаат во неа и ќе се сликаат, ќе поставуваат самите фотографии на социјалните мрежи и со тоа автоматски ќе се зголеми нашата препознатливост. Отприлика тоа е што имам да го кажам. Добро, ти благодарам, Роберт. Само едно прашање од мене за тебе во моментов. Бидејќи знаеме дека Штип, на жалост, полого време немаше извиднички одред, и тогаш дојдовте вие млади ентузијасти кои што го рестартиравте или направивте нов одред и го рестартиравте извидничкото во Штип, зашто големо браво, но самото тоа си носи одредени предизвици од аспект на колку луѓе во рамки на вашиот град знаеа за извидниците. И во принцип целата оваа кампања, онлайн кампања на Изи, до која мера успеа да го подобри препознатливоста на извидниците во Штип, но и второто прашање е која беше таргет групата со Изи, на кого сакавте да едуцирате? Сакавте да ги едуцирате вашите членови, сакавте да привлечете нови членови или сакавте да направите повеќе awareness за извидниците во Штип? Да, управо си, за да се рестартираше извидничеството у Штип им беше голем предизвик, затоа што многу од луѓето не знаеа прво што се извидници и цело време не прашуваа кога и да не ведеа со марами што е тоа, како е. Често стари луѓе не идентифицираа со извидници од војска, со некои постари форми таму од Југославија. Стандардните проблеми. Но успеавме преку презентации во училиштата, преку регрутација на нови членови, преку разни активности во јавност, да создадеме некаква основна слика, барем во нашиот град, за тоа кои сме и со што се занимаваме. Изи, таргет, целната група на Изи, освен нашите членови, кои што се нови и немаат толку многу искуство во извиднички кампови и други настани преку извидници, да се запознаат со тоа како и што се придобивките, така и новите членови кои што се двоумат дали тие би припаѓале тука или не би припаѓале. Изи на некој начин ги мотивира и на едноставен и некој забавен начин им презентира со што би се здобили ако дојдат тука. Добро, фала Роберт. И уште едно прашање од мене за тебе. Како мислиш дека би требало да работиме на имиджот на извидничеството и за нашата комуникација во иднина, за токму да го надминеме тој момент што го спомна со застарено, што не поврзуваат со војска, со униформите, со амблемите и така натаму? Што мислиш би требало да се фокусираме во комуникацијата, но и директно во нашата работа? Прво, возрастните во извидништво треба повеќе да се активираат, не само за едукативните содржини, нели како тие се дел од извидничкиот метод, треба да ги земеме со нас на кампови, да, пример, родителите на децата да дојдат со нас на кампови, на некои одредски активности кои ги организираме, за да видат што всушност правиме. И сметам дека така ќе
си ја зголемиме довербата кај родителите и кај возрастните, исто така тој ќе помогне на регрутација на нови членови, затоа што ќе тие добри зборови ќе доаѓаат од некоја авторитетна личност, да речем, возрастен човек што се кај нас во општеството. Тоа ќе ни донесе уште повеќе членови и многу подобра слика за нас во градот или во цела Македонија. Добро. Роберт, ти благодарам. Ти благодарам на излагањето, ќе те вклучиме и понатаму со дополнителни прашања. Сега следна е Снеже. Снеже, дојдоа твоите 10 минути, слободно кажи ни споделени тоа што имаш, ваши знаења, како го гледам имиџот за извиничеството во иднина, што правевме во ПСИО и што би требало да понатаму да направиме за да го подобриме целокупниот имидж на извиниците во државата. Воли Снеже. Фала ти, Јане. Може би некој не ме знае, јас сум Снежана Јанковиќ, член на старешинство на Сојуз на извиници, меѓутоа денеска тука сакам да ги потрошам моите минути да ви раскажам нешто како началник на прв скопски извиднички одред и за тоа како ПСИО го градеше својот имидж и нели нормално брендот и името и логото и сите тие работи. Пред се сакам да ви кажам, сакам да им честитам на новите одреди кои што доста многу се трудат и Изи го знам и редовно го следам и прекрасно ми е тоа. Пред се сакам да кажам дека градењето на имиджот и на брендот како одред, како лице, како лого, како луѓе е еден стварно долг процес. Нашиот одред го гради својот имидж и бренд веќе речи си 10 години, еве поточно 9 години, на кои што постојано работи на тоа да го става логото се повеќе и повеќе во јавност преку неколку сегменти, кои што за нашата организација како извидничка организација не се секогаш лесни во однос на финансија. Меѓутоа, користејќи ги овие социјални медиуми, тоа многу нас не оди во прилог, затоа што пак тоа не се плаќа, иако морам да кажам дека некогаш и плаќањето на некој добар пост, објава на Facebook е многу добра работа која што може да направите за вашиот имидж и за тоа што сакате да го проширите, затоа што едноставно мора некако да се собере поголем рич, доколку што вие би достигнале за нели нормално имате поголема посетеност, виденост на вашите активности, за после тоа нели тоа да се одрази на вашето членство. Во ПСИО ние сето тоа го почнавме со воведување на амблеми, значи ајде се така ќе кажам амблеми затоа што сме тука сите извидници. И едноставно си дадовме една рамка дека на секој камп, кај да идеме, што и да правиме, извидниците ќе добиваат амблем, кој што ќе им остане како спомен, дали ќе го стават на кошула, тие деца што немаат кошула, пак си ги собираат за после да си имаат кошула, амблем е првата работа. И втората работа е изработување на марами за секој зимски камп и изработување на маички за секој летен камп, кој што го организираме и ги организираме тие работи веќе 10 години, без разлика на тоа какви потешкоти сме, нели сме наишле на дали помалку волонтери и сите тие работи, мислам, знам дека не е лесно, тешко е, меѓутоа ние сме извидници, секогаш сме подготвени, добри импровизатори сме, го користиме тоа, го користиме во наша полза. Потоа постепено нашата стратегија беше како да им како нашето лого и нашето име да го прошириме првенствено меѓу нашите членови, за потоа тие членови да можат нели тој имидж да го пренесат дома, значи да чувствуваат да имаат чувство на припадност дека се негдека. И нели тоа дома која ќе се прошири помеѓу родители, старатели, роднини, врски и такви работи, тоа се проширува на колеги на работа и така натака, и така ствари се шири таа слика за извидници. Меѓутоа ние тоа како го правевме? Многу едноставно го направивме, кое што не кажувам дека е за секого, да кажеме, начин, меѓутоа ние се решивме дека ќе ја покачиме чланарината во нашиот одред за некоја помала сума, да кажеме, и со таа сума ние ќе направиме нешто
кое што ќе им го доделиме на сите наши членови, како они би можеле да, нели, да почнат да носат маички, привезоци и така натака. Сега веќе четки за задби, кабаници, такви работи, сето тоа со логото на ПСИО и со логото на извидници, не само за ПСИО, значи секогаш ние Scouts Creating a Better World или создаваме подобар свет, нели, на едната страна, логото на ПСИО на другата страна. И со тоа полека нормално мора да се запази тоа сето да биде кул и да биде современо на генерациите кои што треба да ги користат тие алатки за подобро промовирање, нели, на нашата слика во општеството. И успеавме ние да дојдеме до еден момент каде што нашите извидници, дури опремата што добиваат од извидници, брендирана опрема што добиваат, која што стварно не кошта многу, да ја носат во училиште, да ја носат на излагање и да кажеме така нашето име малку по малку се прослави, ајде да кажам така. Меѓутоа имаше тука и друг сегмент во однос на градење на имидж, на тоа градење на една слика во општеството, пак ќе кажам, а тоа е редовно и застапеност во медиумите. Да се биде застапен во медиумите не е така лесно, искрено ви кажам, не е само да се прати мејл, туку откако ќе се прати мејл, треба некој да крене телефон и да се јави да провери дали таа информација е стигната до тој до кој што сакаме, нели нормално, за да може таа информација да иде понатака. Често пати ми се случуваше да имам и како ПСИО општо да имам и со малите деца, нели, интервјуа, настани, такви работи во 6 часот наутро, кога што и не така многу голема популација гледаат. Меѓутоа, свативме уствари дека тоа е од друга страна многу добро за нашиот одред, затоа што онаа публика која што гледа во 6 и во 7 часот наутро, се уствари оние баби, дедовци на идни извидници, кои што постојат чисто пати ни се почнуваат да ни се јавуваат за да си ги запишат децата. Би сакала, значи ја верувам дека и други сите вие што сте тука имате доста прашања околу брендингот и имиџот на извидништвото и на ПСИО и на Сојуз на извидници. Би сакала вие да поставувате повеќе прашања колку ние нели нормално да раскажуваме. Меѓутоа сакам исто така да ви кажам дека не е секогаш така лесно помеѓу генерациите. Ќе го спомнам ребрендингот кој што кај нас во одред во ПСИО на неколку навреди сакавме да го спроведеме. Меѓутоа како повозрасна генерација, на пример дојдовме до мал отпор од помладите со некои fair and square, нели, причини зошто треба, зошто не треба да се ребрендираме. Меѓутоа сметам дека на тема ребрендирање треба и доста да се работи, многу доста, затоа што некако на ниво на извидници сметаме дека ако еве ние кажеме ајде ќе се ребрендираме, па сега џабе сме правеле мајци, ова, она, ќе ни се смени лого, ќе ни се смени се. Јас не верувам во тоа, иако многу ми е тешко да ги убедам младите. Според мене ребрендинг е мало прилагодување на она што било во нешто помодерно, за кое што подоцна ќе ни раскаже нашиот Павел од Сојуз на извидници, кој што е маестро во таа област. Сакам да ви порачам на сите да бидете трпеливи и да си го градите вашиот бренд, на вашиот одред, да придонесувате кон градење на брендот на Сојуз на извидници со постојано носење на опрема брендирана од одредот или од Сојузот. И на тој начин верувате дека можеби не во првата, втората, третата година, меѓутоа понатака доста ќе го приметите импактот. И гледајте, например, еве како ние сето тоа го правиме. Ке ставите 50 до 100 денари повеќе на било која активност и вие со тие финанси ќе можете да направите нешто со вашето лого, со кое што ќе го промовирате вашиот одред и извидништвото. Така наречени промотивни материјали кои што ќе ви донесат и такако голем импакт и зголемено членство. Ние именно во последните неколку години драстично ни е зголемено членството, значи пред 7 години, 8 ние имавме околу 40 членови, во денеска имаме преку 140 активни членови, зборам развигорци, извидници и водачи. И сето тоа е постигнато со упорност и со стварно посветена работа на волонтерите. Не секогаш е потребно се да биде совршено.
Битно е да се има забава, тоа немојте да заборавите, тоа е едно од основните правила по кои што Светската извиничка организација и работи. Значи имаме агенда на работа, меѓутоа онаа цртка со фан секогаш мора да биде застапена, затоа што едноставно ова е волонтерска работа, ние ја сакаме, ја почитуваме и мора да имаме забава додека ја правиме истата. Имам уште 40 секунди точно, ќе ги 36. Имав многу работи и идеи кои што сакав да ги кажам, сега не ги кажам затоа што јас имам трема и покрај тоа што често сум да кажеме под такви медиуми, интервју и така натака, меѓутоа ова е секогаш потешко затоа што тука директно на вас ви се обраќам на директното членство на нашиот сојуз. И така што ве молам, ако имате некои прашања, конкретни прашања, буквални конкретни прашања, слободно пишете ги во коментар, Јане ќе ги види и ќе одвоиме време да ги одговориме за тоа како мислите вие, каков е начинот, како вие да се подобрите и така натака. Ова е звукот дека моите 10 минути се завршени. Така е, но имаме за неколку прашања од мене. Значи, оно што го спомна, ми се допадна моментот со третирање на медиуми. Многу често знаеме дека градењето на здрави основи со медиумите е тешко и дека не го правиме тоа доста често и дека ми како одреди и како сојузот немаме изградено такви односи со медиумите кај што, да искористам жаргонизам, ги тинтраме, им се обраќаме, ги пингаме и така натаму и така натаму. Колку мислиш дека е тоа битно и колку мислиш дека сојузот и одредите треба да одвојат ресурси за тоа како во иднина би ни се исплатило и ние би биле позастапени не само на утринските програми во 6 и 7 часот кај што ги гледаат бабите и дедовците, него и во некој по-прайм тајм ударни времења, не само на телевизиите, туку и онлайн, каде што можеме реално да доприме до таргет групите како што се младите. Така, значи, како што кажа, почетокот секогаш е тежок, секогаш ние сме тие кои што мораме да молиме и да остваруваме контакти, да ги бркаме тие луѓе и тоа не треба да ви биде на ниеден тука од вас испод чест, затоа што јас лично сум бркала и те колку медиуми, и те колку новинари, меѓутоа со тек на време, точно, треба да ги бркаме и тоа не е само за медиуми, туку и кога се обраќаме за спонзорства и се. Не е дека нас некој не чека со мејл да напишеме па дека ќе ни врати. Треба ние малце повеќе да се потрудиме, да ги бркаме ние, да оставиме добро лице, да дадеме квалитетна, да понудиме квалитетна содржина која што нели публиката ќе ја интересира и после тоа верувајте ми сами ќе почнат да се јавуваат. Јас веќе 2 години на вистина не се јавувам да закажувам интервју или да се сними некој прилог, меѓутоа претходно 5 години сигурно сум се мачела и сум се јавувала и сум молела и сум праќала видеа и се. Сега, например, после извесен период, дојдовме до ситуација каде што тие ни се јавуваат, каде што ние ги поставуваме правилата каде ќе биде одржано снимањето, меѓутоа дека на почеток треба ние да се прилагодиме на нив, треба. Доколку се покажеме квалитетни, верувајте ми, самите тие ќе не побараат. Меѓутоа мора ние да го одработиме нашто, бидејќи живееме во едно брзо општество, каде што се појавуваат многу интересни содржини. Ние сме една традиционална организација која што се труди да направи баланс меѓу новото и традицијата. И треба да се работи на тоа, не е лесно, не е ни напорно, не треба да се одвојуваат неколкави ресурси, меѓутоа да се вртат неколку телефони, да се координираат одредите меѓу себе. Јас, например, сум отворена било кој да му треба некој контакт од некој медиум, можам да го поврзам. И секако се што ќе направите, одвојте 15 минути време на Facebook, отворете и ги сите оние страни Кајгана, Мотика, излези надвор, кафе, пауза, сите тие страни и обратете им се, лично обратете им се, пратете им порака, пратете им мејл, пратете им ја содржината која што сакате да објавите и да споделите со јавноста. Верувајте им, од 10 сигурно 4 ќе сеат. И 4 е одличен успех, да не се разочарувате. Затоа што тоа се ширува не само меѓу вашето членство, туку пак ќе кажам, тука се роднини, родители, пријатели, кумши и така натака. И така постепено се
се шири таа мрежа. Така. Фала Снежка за тоа. И само уште едно прашање. Бидејќи дискутираше доста дека, мислам го спомна моментот и го нагласи дека многу често сте се обидувале да го истакнете амблемот на одредот во сите комуникации, на мајци, со родители и така натаму. Но тоа е амблем кој што е одредски, кој што го представува една единка во извидништвото и кој што има лимитиран импакт кој што може да го постигне во општеството и по генералната јавност. Така да прашањето би било дали сметаш дека можеби треба да имаме еден амблем, една комуникација, една порака која што ја испраќаме сите одреди. Значи можеби не да го земаме амблемот, него да земаме еден амблем, дали ќе биде тој на сим или не мора да биде на сим, да биде нешто кое што ќе го представиме и така да ја фокусираме комуникацијата. Тој амблем да иде сите, така да кога ќе го видат во Штип или кога ќе го видат во Скопје или кога ќе го видат во Гевгелија, знаат дека се извидници. Што мислиш на тоа? Да, многу се согласувам, иако често пати наидувам на дискусии, на дебати на таа тема, меѓутоа јас не само што настојувам да го користам логото на Светската извидничка организација и нели Creating a Better World или на наше што е исто така земено создаваме подобар свет. Гледам секогаш да иде тоа интернационално, значи да го пишува и на англиски јазик заради распознавање поголемо. И секогаш настојувам прво нешто кое што ќе го ставам на било кој што ќе го ставиме на било кој материјал, тоа да биде познатиот Лилјан Навосам со Creating a Better World или создаваме подобар свет. На извидниците е тоа, не е само на Навосам. Да, па на извидниците, да. На светската, мислам на нас, на сите нас е тоа лого. Сакам да кажам дека го потребуваме интернационалното лого, не толку логото на Сојуз на извидниците на Македонија, туку логото на ВОСМ го употребуваме. И гледам секогаш тоа да е ударно, можеби сте ги приметиле тие едни зелени јакни, кабаници, се тие работи, секогаш ударно е тоа официјално лого на извидници, меѓутоа гледам некако да го направам балансот за чувство на припадност во одредот и за тој бренд да се гради како одред, како локална организација и тоа го ставаме обично дали позади на грбот или негде доле, така што гледам да е застапено и едното и другото со акцент на општо прифатениот, значи на општиот извиднички амблем на извидниците на ВОСАМ, и така натака. Мислам дека ме разбравте. Да. Снеже, фала ти многу. Фала на излагањето, ќе се вратиме кај тебе после со уште неколку прашања. Не гледам таму што покажуваш, но нешто покажуваш. Што и да е? Амблемот го покажуваш, добро. Окей. Добро, фала Снеже. Следна наред е Анастасија од Брица. Анастасија, повели. Здраво, дечки на сите. Мала поправка на Јане од најавата. Повеќе не сум началник на Брица. Функцијата е предадена. Да. Снежана на крај ја начина темата за содржината која што се пренесува преку имиджот. Спонтано јас би продолжила во таа насока. За мене сум сигурна дека постојат голем број на експерти кои што можат да ни помогнат да се прикажеме и да создадеме некое лого, меѓутоа содржината која ја пренесуваме преку имиджот за мене е најзначајна и таа на која што треба ние помеѓу нас да работиме. Не треба стручност за да ја создадеме таа содржина. Зборувајќи во светски рамки, содржината за имиджот се креира од три компоненти. Првата компонентна е knowledge, односно за знање, во чија ДНК е всушност историјата на извидништвото. Тука се принципите и тука е идентитетот. Па јас не би се согласила со вас дека тоа што постарите не препознаваат како некоја паравоена организација е лошо, затоа што тоа всушност покрај Баден Павел што е дел, мислам, што е историјата на извидништвото во светот, една друга историја тука на Балканот и кај нас во Македонија е таа поврзаност некоја со војската.
значи униформата, давањето на рапорт и бусола, тој е дел од нашата историја, дел од нашиот идентитет и ние како такви за создавање на имиџот не би требале да се одречеме од нив. Може би да треба да се малце ми трепери гласот, имам трема, дечки. Може би само опуштено. Да, треба да се избалансира, но во никој случај не би се согласила дека треба да се одречеме. Вториот дел од имиџот е екшн, односно јас би го превела повеќе како действување, каде што спаѓаат активностите, програмата, настаните на Сојузот. Тука би издвоила дека Сојузот во моментот има одлична програма според мене, која што се прикажува. Имаме супер активности и настани, со тоа што би додала дека во иднина би сакала повеќе действувања во јавност. Значи, тоа не се само Facebook објавите, туку и директна интеракција со поширокото население за време на тие настани активности или извршување на програмата. И третата точка е attitude, односно однесувањето на нас извинниците. Какво е чувството, импресиите помеѓу нас извинниците, меѓутоа и расположението што ние како извинници го креираме во неизвинничкиот свет. Многу сум среќна што конечно се искоренија некои стереотипи кои што ги имаше околу вината за нас извинниците. И мислам дека на тоа се работеше доста долго, дека сме секта и слично, само ви нафрлам за да се присетите на какви се епитети сме наидувале. Па така, за овие три точки би кажала дека јас сум генерално многу задоволна во последен период од излагањата на Сојуз на извинници. Меѓутоа, зборувам само Сојуз на извинници. Она што поединци како одредите го правиме, мислам дека не ја задоволува содржината. Мислам дека Сојузот прави одличен баланс помеѓу сите овие три точки кои што ги правиме. Меѓутоа, ние како членки не се водиме. Значи, повеќе сме наклонети или кон историјата, повеќе сме наклонети или кон модерното извинноштво, европското извинноштво, како и да го кажеме. И тука е точката каде што јас би работела во иднина. Потребно е едно обединување на одредите, значи не сме ние некоја и таа бројка што ние сме пораснале во последните години не е некоја преголема бројка за да кажеме дека може сега да се двоиме и да создаваме посебни лога и сите да се разликуваме. Одлично беше обединувањето со кошулите како дел од видливоста или што ја имаме. Во тој правец јас би работела во иднина. Значи стратегијата која што ја превзема Сојуз во моментот, да ни ја пренесе на нас одредите, значи во поглед на содржината. Секако може да помогнеме да дискутираме како ќе изгледа, дали ќе биде жолто или ќе биде црвено, меѓутоа дечки тоа е миновно. Треба да најдеме символиката помеѓу жолтото или црвеното што ќе го употребиме. За крај нешто што би сакала да кажам е подел имидж и се практикувало кај нас во одред, за кој што сум навистина пресреќна, е дека сами сме слика на, значи, секој од нас е слика на извинништвото. Значи, извинници сме надвор од извинници и треба да работиме постојано на себе, затоа што и таму каде што ќе се вработиме или ќе студираме, голем дел од луѓето ќе слушнат дека сме извинници, па според нас ќе одлучат дали ќе сакаат своето дете, например, да го запишат во извинници или нема да сакаат, дали ќе имаат доверба во извинништвото или нема да имаат доверба во извинништвото. Многу сум среќна што сме добили огромна поддршка да се градиме себе си, секогаш со акцент на нашето образование, со акцент на нашето надградување и тие што не отишле на факултет, голем дел од нив се многу успешни луѓе.
би сакала таа порака да пренесам од лично искуство за имидж кон останатите извидници, новите одреди, новите водачи, значи работата на себе, бидејќи тоа е првиот чекор кој што го може да го направите кон подобрување на сликата на извидниците. Може би бев и пократко од времето што ми го дадовте, меѓутоа можеме да дискутираме затоа што начнав повеќе теми. Значи, ќе дискутираме на крај. Бидејќи гледам дека некој крива рака, дечки ќе ве вклучиме на крај со сите прашања, можете директно да ги поставувате или до сите или до поединец во зависност од дискусијата. Анастасија, едно прашање од мене до тебе, а тоа е поврзано со делот на традицијата и делот со задржување на традиционалните активности. Прашањето е до која мера сметаш дека треба ние да ги задржиме тие традиционални активности од типот на рапорти, кроки, скица на карта, кои што реално се или неатрактивни, или можеби младите ги гледаат како архаични, за само да се задржиме на таа традиција. Оно што го гледаме како тренд кај младите е дека се повеќе се склони на структура која што е рамна, структура каде што има повеќе отвореност за дискусија и каде што им требаат реално на нив вештини кои што би ги користеле во животот, пошто вештини како скица, како кроки, можеби се нешто кое што веќе нема да им треба понатаму во животот. Кој е твоето мислење за тоа? До која мера треба да се задржиме? Јас не се согласила дека во животот не ти треба скица и кроки, бидејќи суштината која што се учи преку скица и кроки, прво е размер. Размер во многу голем дел од струките ќе ви биде потребна. И преку тие активности, например, како кроки и скица, имаме увидено, например, дека голем дел од вашата генерација моментално се архитекти, се дизајнери и слично. Значи, љубовта кон таквите делови, јас сум сигурна, не е случајност што една цела генерација е отидена во таа сфера. Понатака, во однос на структурата, дали сакаме некаква хиерархија или рамна структура? Не беше тоа прашањето. Не беше прашањето дали сакаме или не. Моментот е до која мера сакам истото да го задржиме, а повторно да бидеме атрактивни кај младите, кои што гледаме дека веќе тераат или сакаат нешто друго. Мислам, тоа е моментот. Или да го комуницираме пак тоа кон нас. Да. Моето лично искуство не покажало дека децата имаат, мислам дека членовите помлади имаат аверзија кон традиционалните активности, се доаѓа до делот на начинот на кој што ним им се пренесени. Дали тоа им е пренесено како ова морате да го направите или ова е добро да го испрактикувате. Верувај ми дека многу работи се учат преку ориентацијата што имаме ние задржано, преку задачи на карта, преку такви работи. На крајот на денот ние сме и образовна институција, преку ориентацијата, кроки, скица се развива логика, се развива склоност кон математика, така што не гледам дека грешиме. Ако сакаме да се олабавиме, може да го намалиме бројот на таквите активности, меѓутоа дека треба да ги сфрлиме, не би се согласила и пак ќе нагласам сето тоа е на начинот на кој што на членовите им е пренесено. Така, фала Анастасија, не беше констатација моја па да се согласуваш или не се согласуваш дека нешто кажам, не само те прашувам на тебе, но благодарам на одговорите. Во секој случај треба да видиме како понатаму може да ги задржиме овие активности и можеби би требало да ги препакуваме во некој друго пакување така да им ги пласираме на младите, се со цел да ги заинтригираме и ми го покажеме вистинскиот бенефит како што го кажа Анастасија кој што го имаат, но се уште да им биде на нив тоа интересно за да продолжат со извидници и да дојдат на извидници. Океј? Идеме сега на последниот дискутант, господинот Павел Пападимитров, менаџерот за комуникација на Сојузот на извидници на Македонија и дизајнер број 1 од извидниците.
Или Павел? Фала ти, Јане. Не знам дали би кажал дека сум дизајнерот број 1 во извидниците. Имаме голема конкуренција, како што може да видиме. За нашето добро. Јас имам спремено што да борам, но време се сетнав со кои што сакам да ги споменам. Павел, извини, малце слабо те слушаме, оддалече се, сега подобро те слушавме. Ај вака, пробај. Сега е добро? Сега е одлично. Добро, микрофонот, добро, извинете. Значи, во меѓувреме, најдов уште неколку работи на кои сакам и знаеме. Павел, повторно не те слушаме. Не разбирам што е проблемот. Не проблемот. директно од компјутер. Или држи го микрофонот. Други слушалки стои, малце секунда. Ајде, може да почекаме една минута, секако твојот инпут ни е повеќе од корисен. Но во секој случај, да, треба да пробаме и да се навратам само на претходно што го дискутиравме, треба да се обидеме да го најдеме добриот баланс меѓу она што го имаме, што го влечеме како традиција, која што никако не смееме да забораваме, но од другата страна би требало да имаме една порака која што ќе ја испратиме кон младите, кои што ќе не гледаат не само како традиционална организација, него и која како модерна организација, која што реално може да ги спреми за животот и да им ги даде сите вештини кои што им се спремни, кои што им се потребни за вистинскиот свет. Тука не зборам само за кроки и скица, него тука има и други дигитални вештини и аналитичко мислење и така натаму и така натаму. Павел, дали си добар? Дали е боле? Сега е боле. Добре. Значи, како што кажав, имав мал говор спремано, но меѓувреме се сретнав со некои од тие што ги мислам или што мислам дека треба да бидат така, ќе почнам да видам дека Павел, не мрдај. Имам и Да, време. помалце мрдаш или фати ја слушалката во рака. Имаме и време за дискусија и после. Сакам да почнам со една многу позната реплика на Јане Плаевски, што вика ребрендингот не е само лого и тоа треба сите да го запомнеме. Знаеме дека логото е во ребрендинг, но не разбирам што се случува со микрофонот. Не те разбираме и ние. Дали би може од лаптоп ако си може ли без слушалки да пробаш? Не може, така нема да биде уопште добро. Не се слуша или се слуша лошо? Не, сега се слуша, ама од едно време почнуваш да бидеш лошо, вајда како почнуваш да мрдаш. Ама, пробувам да го држам со рак. Потруди се поише. Извини што не прекинуваме повеќе пати, ама не те разбирам. Не, јасно. После сакав да се надоврзам дека со се согласувам со тоа за комуникацијата што го кажа сите претходно, дека треба можеби да се подобри тој сегмент за медиуми и за така натаму, и тоа што кажа Анастасија дека дефинитивно порака што се пренесува меѓу нас е исто многу битна и таа порака е исто како не гледаат другите. Така да не е само тоа како ние си гледаме, како ние извидници, како другите не гледаат нас. Што би се надал, дека не мора да се... Ајде сега си подобар. Зашто сум сега подобар? Не знам зашто си подобар. Не знам зашто си подобар. Дали може евентуално да ги извадиш слушалките да се обидеме и така? Не, така не ми работи микрофонот на лаптопот. Така да тоа не е опција. Ајде, ќе пробаме, ако не ќе прекинам, ќе куцам. Ќе се прекинуваме кога не е добро, ајде. Да. Другото што сакав исто, што е многу важно е, мислам, како што кажав, го имаме зборено ова и повеќето го став дека мислам дека некогаш ребрендирање е добра работа за некоја организација, фирма, што и да е. Така да мислам дека можеби Сојуз на извиници е спремен за тоа и можеби после толку години и дека треба нешто такво да се направи, бидејќи како што се мотивира општеството, како се мотивира програмата, да се модернизираат луѓето, децата и сите што не гледаат не гледаат помодерно. Односно не гледаат помодерно да сегменти. Треба да ги искористиме. Се слушаме? Многу слабо. Се слушаме, ама од едно време почнуваш многу да сецкаш. Да сецкам?
Сега си добар, не знам, кога се уклучувам се подобруваш. Предходно си многу лош. Значи ајде те реке останам ја анмитот. Ајде, пак ќе кажувам по некој збор. Важи. Значи не мислам дека треба тоа традиционалното да се изгуби, баш напротив мислам дека треба да се задржи, но треба да се мора да биде главно и да се задржи во некои посуптилни и подолни слоеви, да кажем. Така да не е секогаш само логото тоа главното. Друго, сакав да кажам дека баш ради некои такви традиционални работи, тоа што се збореше како гледа како пионери, како на Тио и како Југославија, баш некои такви работи се губи тој допир со младите и со медиумите и со општата публика. Така тие некои мали сегменти и нема да кажам дека тоа е одрекување од традиционалното и од нашето и од тоа што ние викаме дека е наш завет и закон и се за она што ние што правиме, но дека би било само некое адаптирање, модернизирање и работи. Така никој нема да се откаже тоа. Исто така да кажам за тоа што кажа за активностите, дека стануваат се помодерни и помодерни. И тоа е еден начин на поистоветува со не само да кажем дека сме толку традиционални и дека нашите работи се само шатор и секира и кроки и давање рапорт. Тоа не извини буквално се и состаноците може да имаат најразличен размер. Значи може да биде од гледно некаков вид на спорт до се што може да замисли водачот. Покажува и дека не сме само таа организација што била пред 60-70 години. Ало? Тука сме? Добро е? Тука сме, добро е. Добро. Слушам. Да. Друго што сакав да кажам, значи сега да сам добар за малце ги нафрлав работија пошто ги имав запишано. Сакав да збораме зашто мислам дека една организација треба да се ребрендира. Значи во принцип една организација размисла ребрендирање на ребрендирање, бидејќи сака да смени некој главен елемент. Значи пак не збориме дека тоа треба да биде се од тоа, нема да само едно, негаш е пожелно да се смени. И секако тоа е многу долг процес и многу тежок процес, како што кажа Снежана на почетокот. Тоа сите го знаеме и многу е тешко. Дури го направија тоа, нели, како што знаете и извиниците од Англија. Тој нивен процес, мислам дека траеше, колку што читав, околу 7 месеци траел тој цел нивни процес на тоа ребрендирање и од една страна тоа може да се гледа како да ги гледа лидери и како конкуренција, значи чим они го прават тоа, сигурно го прават со некоја причина. Така да они се мислам сега да не звучи лошо, ама они се најдобриот сојуз во светот. Што знаеме, они се тие водечките што ги прават сите работи, така да они нивното ребрендирање више го имаат направено неколку пати во текот на годините, а последно за 2 години. Така да они конкретно кога се збореше за тоа нивно ребрендирање во сојузниците, они кажаа дека тоа нивното претходно што го прикажувале, мислеле дека е многу old school и дека ги прави изгледа застарено. А со ребрендирањето сакале да покажат дека се модерни, дека се инклузивни и сакат да ги привлечат и другите, бидејќи веќе Англија, односно Велика Британија станува
мешан, има секакви народи таму, така да сакаат да покажат дека се модерни, дека можат се што сакаат да прават извидниците во извидништвото. Така, од друга страна, на пример, кога би дошло во поглед на Сојузот на извидници, би било добро да покажеме прво, значи, за тоа дека сме модерни, дека имаме многу други работи да понудиме, освен тоа, дечки, што сте вие извидници, уште ли спиете во шатори и идете на планина? Тоа го правиме и си ги држиме тие извиднички вредности, но меѓутоа можете да дојдете тука и да играме скаутбол и да цртаме и да изразиме нашата креативност на било кој начин и да свириме на гитара и што сакате друго креативно. Така да има многу со еден ребренд може да се привлече нова публика. Значи, не гледаат дека старите не познаваат со ова, да кажеме, ако збориме за визуелниот идентитет, со ова име, со ова бенд, така младите ќе добијат еден друг поглед, па дури и нема ни да го поистоветуваат тоа име со ова име или тоа лого со ова лого. Така да за новите генерации ќе биде нешто сосема свежо и ќе представи која ние сакаме да ја покажеме. Другото е дека исто така ребрендирање е здраво кога еден бренд се шира. Тоа исто се поистоветува и со програмата, и со активностите, и со така натаму. Не сме само кампови, туку правиме и семинари, правиме и обуки, не сме само програма, како што кажав преска, со активностите, да не се повторувам. Значи, нудиме различни услуги, да ги наречеме, од тоа што сме го нуделе. Другото што сакам да го кажам и е дека можеби повеќе не се поистоветуваме со сите тие наши закони, принципи и вредности. Апсолутно дека се држиме до нашето и дека треба, но можеби треба и тие со тек на време да се ревидираат дали ни одговараат. Веќе како што кажав, динамични времиња и плюс не е само дека на еден начин избрзуваме, туку веќе Сојузот на извидници е организација што постои многу време и нема многу големи чекори направено од нејзиното формирање. Другото е дека само да видам што запишав и уште една минута имаш, Павел. Уште една минута имам, добро. Запишав дека тоа што кажа Роберт, тоа посебно да не навлегувам во тоа. Отворен сум за прашање и за дискусија, малце ги нафрлав работиве, ама дека ме свати. Павел, ти благодарам. Од делот за ребрендинг е нешто апсолутно што е потребно за една организација и не само за да има нов визуелен идентитет, него да го одрази начинот на работа. Тоа е нешто што не само што го направија англичаните, него што го направија и многу други сојузи. Но истото не беше само насочено да бидат визуелно атрактивни за младата публика, него во исто време и да ги прикажат што стои позади нив. Значи, брендот го ја рефлектира целата работа на организацијата. Така да, еден ребрендинг, здрав ребрендинг, би требало да се направи откако ќе се креира нова стратегија или она што е целта на извидниците во текот на наредните неколку години. Така да, спомна дека со ребрендинг би требало да правиме, да имаме reach out кон нови членови и кон нови групи, така да моето прашање до тебе е како мислиш дека би требало да иде тоа истражување за ребрендингот, поточно што би било атрактивно за луѓето кои што се внатре во организацијата и за луѓето кои што се надвор од организацијата? Па добро, е малце пошироко прашање, но главното треба да се
прво да почнеме од тие внатре. Што нели секако се нашето јадро и тоа што е најважно. Секогаш е битно, како што кажав, да ги оставиме тие наши корени кои што се битни и никогаш нема ние да се откажеме од некои такви вредности. Но тоа може за да не се и да се променат некои работи. Тие да бидат блиски со нашата мисија, визија и слично, но да се адаптираат за да бидат поатрактивни за надворешната публика и за тие што не познаваат. За да не биде дечки, вие сте извидници, уште ли постоите? Туку или дечки, вие ли сте извидници, уште ли вака правите, имате црвени капчиња ко пионерите? Туку од една страна да се дистанцираме од таа слика, а од друга страна да покажеме дека уште сме тука и дека го правиме тоа што го правиме, ама на еден поразличен начин. Така. Значи, градење на бренд е нешто што е долгорочно, што не само кога би смели визуелен идентитет, но би требале тоа да го живееме во наредните години. Сите би требало да се однесуваме исто и сите би требало да збориме истата порака. Она што го направија, само ќе кажам без да навлегувам со мои мислења, она што го направија англичаните се фокусираа на една порака која што ја кажуваа сите извидници, поточно Skills for Life. Пошто она што се фокусираше дека извидниците едуцираат, извидниците те спремаат за животот, ама главната порака им е едукација. Може би за нас тоа нема да биде така, може би за нас ќе биде авантура, може би за нас ќе биде дисциплина. Што и да одлучиме, тоа треба да ја рефлектира стратегијата која што сакаме да ја спроведеме. Ако во стратегијата имаме раст, исто така треба тоа да го рефлектира пораката. Значи, треба да бидеме поатрактивни за да имаме повеќе членови кои што ќе ти дојдат, да бидеме спремни за новите генерации, да бидеме спремни да вклучиме повеќе ровери, директно ровери кои што никад не били извидници, или пак да вклучиме млади деца која што оваа организација ќе им биде интересна и на самите родители ќе им биде интересна. Фала, ја тука би застанал со тебе. Секако ќе дојдат други прашања. Фала што го сподели своето мислење, ставови на оваа тема за делот за ребрендинг, кое што е секако дека е нешто кое што е исклучително битно. Во интерес на време сега поволека ќе ги вклучиме и останатите учесници во дискусијата. Значи можете слободно со кревање на рака да кажете доколку имате некое прашање, ќе ве вклучам директно за да можете да го поставите. Снеже е тука претходно, сака вајле нешто да каже. Повели Снеже, пак идам на прашањата кои што се во коментар. Не можам да го најдам тоа рачото тука плавото да го стиснам. Во reactions. Океј, јас не сакав да елаборирам во моите 10 минути околу тој имидж и традиција за кој што се дискутираше во изминативе минути. Меѓутоа, морам да напоменам дека покрај тоа што имам таму некои си титули, јас сум меѓу другото водач во мојот одред и имам контакт со сите родители и со потенцијални родители на членови на извидници. Имиджот на извидниците и по тоа што сме ние препознани и по тоа што зошто родителите ги праќаат децата на извидници е многу едноставен, тоа е да се воведе кај децата ред, дисциплина, социјализација и она чувство на емпатија. Така што сите овие работи кои што ние ги имаме како традиција во однос на постројување, рапорт, тоа се единствени начини на кои што може да се контролира маса на луѓе, за да биде послушна, за да не дојде до некои несакани дејствија од аспект на здравство и безбедност. Така што никако не сметам дека тие работи треба да ги смениме, тоа треба не само да се задржи, туку и да се зголеми, според мене, затоа што тоа е еден начин на градење на личноста и вродување на чувство кон хиерархија. Хиерархија не значи лошо нешто, иако звучи како лошо. Меѓутоа, ние секојдневно се соочуваме со хиерархија. Кај нас во училиште, учителот
е на ниво повисоко во хиерархијата како од ученикот. Педагогот е натака, директорот е натака. Така што јас мислам дека тие традиции кои што го градат имиџот на извидништвото, не само во Македонија, туку на секаде, мора да се задржат и мора да се практикуваат, бидејќи тоа е една од основите зошто се запишуваат деца на извидници. Добро, тоа е поише методологијата наша на работа и принципите, што се апсолутно фајн. Но тука е моментот и колку сакаме тие да ги истакнуваме на почеток, за да знаат генерално младите во што влегуваат, или би сакале да истакнеме некои други моменти. Делот за образование е многу широк ако би сакале да го комуницираме. Значи тоа што го кажуваш сега и ти, Анастасија, што го спомна, апсолутно влегува под делот образование. Така да ни следи здрава работа да го размислиме ова до кај сме и што сме. Сега малце ќе давам збор на другите. Прв имаше прашање Владко во чат, така да прв ќе го уклучам него, секако крева рака, така да Владко, повели со прашање и со коментар. Браво и од мене. Че прво да си го прочитам прашањето, да го поставам убаво, зашто беше поодамна. Значи, значи сакав да се надоврзам за тоа што го збореше со Снежа. Прашање ми е, значи, генерално до сите, дали мислите дека сите извиднички одреди треба да имаат едно лого за да се гради брендот заеднички и решението е ребрендинг за секој за својот одред согласно насоките на Сојузот, како што генерално е сега муавето, зашто еве ги спомнуваат еве UK Scouts и кои да се другите, значи они имаат по 1000, 2000, 3000 одреди и сите тие одреди им го користат знакот на Сојузот и после само си има, значи, препознатлив број или не знам додатен знак, чета или хаштаг или што е да, што се однесува само специфично за нивниот регион или одред како што ги викаат. Што ми е прво само да се надополнам, тоа го користи и Boy Scouts of America и истото го користи некој што не е во близина Сојуз на извидници на Грција. Да, значи више исто како ако збориме за економија, сите сакаат да бидат како Швајцарија, значи кога збориме за извидници, сите сакаат да бидат како UK Scouts и Boy Scouts of America. Така да ако нешто се стремиме ние да направиме, мислам дека тоа е насоката. Значи они се тие трендсетери кои што ги поставуваат трендовите на извидништвото, бидејќи извидништвото почнало од тие држави и се шири наоколу. Значи ние може да збориме за традиција и за придржување до традицијата, али ние користиме исти бренд, исти традиции, исти имидж кој што сме го имале од 1953 година, а денеска сме 2020 година и не можеме да и не ни е ништо сменето, избориме само традицијата и сме тврдокорни во поглед на тоа. Ако некој има традиција, тоа веројатно се UK Scouts кои, како што спомна Павел, во изминатите од 1907 година се ребрендирани 6 или 7 пати, значи они се ребрендираат, континуирано се ребрендираат, зашто се движење и како движење идат напред. А ние, значи, тапкаме на исти имидж и на исти бренд и градиме пораки и активности врз база на нешто што е креирано во 1953 година без да сакаме да слушнеме како да продолжиме понатака. Значи, ние од една страна можеме ова да го правиме, уште 100 години можеме да го правиме ова. Меѓутоа ние што еве ќе кажеме на банална глупост, ние немаме векторско лого на организацијата. Што можеме да го користиме за сите тие работи, брендинг или што и да е, па користиме поише ова кажи го брендот на ВОСОМ и така натака. Така да почнете да убаво е што се покренуваат овие прашања од тоа што е направено претходно. Мислам дека последните 5-6 години доста се работи на имиджот, не е имидж само лого, како што спомна Павел, имиджот е и кошулата, што е смената од 1953 година, првпат се смени кошулата пред 2 години на смотрата во 2018 година, што е огромен чекор. Се смени Много задржа истиот модел, нема промена моделот, изгледа на војничка униформа. Така е, значи го задржа, али пак чекор напрете. Не е тапкање во место како барање на материјали, боја за правење на кошули согласно истите кои што ги направиле некои дизајнери во 53 година или кои што ги нашле во магазин. Така да муабетот ми е убаво што се отвараат овие прашања, почнато е некаде и сега мислам дека вистинското време
да се работи во иднина ново. Фала. И само ако може сите да го одговорат прашањето што го поставите во чит. Да, секако. Дечки, повелете, Павел беше прв, па и Анастасија и Снежа. Ајде. Значи, да, Владко убаво кажа. Прво за тоа за UK Scouts, тоа е така. И една од причините дури они што го направија тоа е што има многу единици, а со ова ново ребрендирање на начин на еден начин се унифицираа сите. И тоа и беше главната идеја околу нивното ребрендирање пред 2 години. Не знам како беше зашто мислам дека претходното им беше 2006, така да не знам точно како беше тогаш, ама ова беше исто еден од главните сегменти за ребрендирање. Друго исто за логото доврзам, тоа наше постоечко лого што сите го знаеме, да, го имаме векторско едно, оставено од некого. Логото, прво више говориме така визуелно, многу тешко се комбинира. И како што знаете, најчесто користиме сознаваме по-добро гледано од таа дизајнерска перспектива. Многу е тешко, например, бело да се направи само логото или еднобојно, така да нашето лого е апсолутно комплицирано од таа гледна точка. И друго што сакам да кажам е дека нашите ни го користиме во свет кој нели го имаме патентирано и го имаме на македонски јазик и тоа го имаат X сојузи во светот. Така да другото тотално се согласувам со Владко со горе наведеното. Само на Владко имаше прашање, конкретно ако можеш да ни одговориш, дали сметаш дека секој одре треба да се фокусира на својот бренд и својот имидж или би требало сите да зборуваме една порака и да комуницираме еден бренд? Ова е интересно, бидејќи ако станува збор како дека е сојуз, убаво би било да има некои насоки. Не би мислам дека лошо е да се даде тотална слобода и да биде жаргонски кажано распашана команда, ама исто така мислам и дека не е убаво да е престрикно, ама више ако збориме за бренд и за имидж и за слика, многу поубаво ќе биде ако има некоја приказна. Од професионален аспект, мој секогаш е подобро да зборуваат истата порака, пошто многу побрзо стигнува до учесникот. Така да сите ако зборуваме извидници, не зборуваме Галеб, Брицо, Сио, него извидници. И ако имаме еден емблем, макар и да го комуницираме заедно со одречкиот емблем, многу појасно ќе стигне пораката до јавноста, до другите стейкхолдери, до институциите, до партнерите. Да знаат дека сме извидници. Нема да знаат како сојуз на извидници на Македонија, него ќе не знаат какви извидници. Да, бидејќи сега ги имаме, например, не се проблеми, ама еве како што кажа Снежа, ќе се прати допис до медиуми и ќе прати друг одред допис до медиуми, ќе речат извидници ни праќаат 2 дописи, можеби едниот нема ни да го отворат. Значи доаѓаат тие конфузни моменти. И сега не мора сите например да го имаат истиот емблем, тука може да се направи, не знам сега на памет што ми доаѓа од прва, различна боја, различна некоја ситница која ќе каже дека овие се од тука или сега тоа е првото што ми доаѓа, значи може и тоа некако да се диференцира, али тоа што би било да ја пренесува главна истата порака и да биде истиот визуелен идентитет со различен символ, елемент и така. Макар и паралелно да се комуницира. Добро? Фала, Павел. Анастасија беше следна. Моje мислење е дека треба сите да бидеме под закрило на сојузот и сите да се унифицираме под еден брендинг и лого. Доволен печат според мене е марамите, шареколики сме, убави сме со нив. Меѓутоа во другиот аспект на имиджот треба дефинитивно да се унифицираме затоа што и не сме некоја бројка. Би сакала на кратко само да спомнам нешто Владко што начна. Луѓе не сме ние преоптеретени со историјата, не знам зашто толку чувствителна е темата. Нашите активности за време на состаноците се многу далеко од тоа денеска што го зборуваме и што сите сме или сте толку загрижени. Нашето действување е во многу различна насока, тоа действување само треба да го прикажеме на соодветен начин.
А тоа дека некој човек што бил извинник во 72 ќе заборави дека се имало црвена капа и се правело вака, кога ние ќе имаме ново лого, нема да се случи. Ние од неговите сеќавања нема да ги избришеме тие денови. Значи, што и да направиме, тоа е за нив извинници. Ние може само да кажеме, више не правиме вака и тоа значи ова и ова. Меѓутоа, дека нечии мемории можеме да ги избришеме, не треба да се потрудиме тие што ги создаваме сега да бидат онакви какви што сакаме, а не да се трудиме на некого да му ги избришеме. Одлична, Анастасија, и тоа треба да продолжиме да го правиме и да градиме организација која што е модерна и релевантна за младите луѓе. Снеж? Да, во однос на прашањето на Владко, постојат две патишта, значи две насоки. Првата насока е дека ние во јавноста сме извидници. Така што дали некој ќе направи добро под името извидници или лошо, јавноста тоа го знае како извидници. Јавноста не препознава Галеб, Сио, Брицо, Феникс, Еквинокс и слично, тоа да ви биде јасно како ден, 100 пати сум се соочила со тоа. Од друга страна, брендот на одредот е чувство на припадност. Секој одред треба да има чувство на припадност на својата организација, прво и основно затоа што во Македонија не е исто како во другите држави, затоа што во Македонија сите одреди се посебни организации за себе. Не е една организација, туку се посебни. Тие посебни организации си имаат статут, имаат своји правилници каде што треба да го наведат името, логото и така натака на својата организација, меѓу која што и печатот на организација каде што најчесто е на логото на својот одред. ПСИО конкретно го користи логото на Сојуз на извидници дури на својот официјален печат, со тоа што пишува и прв скопски извиднички одред. Така што одзимањето на чувство на припадност, мислам дека е малце пиплива работа, затоа што тоа е чувство. Тоа не е нешто што може да се смени, тоа е чувство кај човек е тоа чувство. Не можеме тоа чувство да го ребрендираме и така натака. Тоа околу тоа и уште една работа околу она што спомнавте, Јане мислам дека спомна за кошулите, дека ние ги ребрендиравме, ама сепак останавме со кошули. Цел свет, сите извидници во светот носат униформи и носат марами. И по тоа ние сме препознатливи. Ја не викам дека ние по тоа сме идентификувани сме по тоа дека правиме добри работи и создаваме општествено корисни граѓани. Меѓутоа, униформата, кошулата наша, дали се носи од копчана или закопчана, извидниците во цел свет ја носат. Значи, сум сретнала извидници од Африка, од Австралија, Азија, Јужна Америка, така натака Канади, сите имаме кошули, сите имаме марами. Мислам дека одговорив прашањето. Фала, Снежа, само се навратам на делот за кошулите. Мислам дека погрешно ме свати, не сум против кошулите, но сум против дизајнот на кошулите. Мој личен став не треба како модератор, ама мислам дека изгледаат премногу се уште војнички. Само да се навратам да дадам примери. Има доста сојузи кои што ги сменија своите кошули, например немаат еполети, изгледаат, дури некои немаат ни крагни, идат со руска крагња се. Значи нешто што е според нивни истражувања на пазар е по-апилинг за младите, повеќе би го прифатиле. Ги имаат сите амблеми, одреди, сојузи, све, но многу се по-модерно дизајнирани и многу поинаква порака да праќаат него моменталните кошули кои што се носат. Но тоа е друга тема која што имаме доволно време да ја дискутираме. Кошулите два ги направивме вака, супер што ги направивме, да ги стераме некоја година, па ќе дај Боже да сме до тоа ниво, па да стигнуваме и да мислиме како ќе ги дизајнираме кошулите. Уште Роберт остана на прашањето од Владко. Уврска со ребрендингот на организацијата, како што имам прочитано за UK Scouts, тој ребрендинг и при истражувањето на како да се ребрендира целата организација, дошле до заклучок дека со ребрендингот ќе се зголеми диверзитетот во самата организација. Истражувањето е правено кај етнички групи од различни религии и различни раси, и со тоа извидниците од Велика Британија се надеваат дека ќе го зголемат диверзитетот и бројот на извидници само со новиот бренд кој што го создаваат. Па сметам дека ако
тоа е случајот и кај нас, дека ќе може да се допрат некои нови таргет групи кои што досега не се допрени, како на пример албанците или да се зголеми бројот на роми и свидници. Сметам дека вреди да се направи. Тоа е прилика кој. Така, фала Роберт. Значи не е само за новите таргет групи како и роми и луѓе од албанска националност и така натаму, туку да се допре и до всушност и постоечките таргет групи кои што најаќе ги работиме и до нив не стигнуваме до сите. Така да треба на некој начин да се засили комуникација. Океј, тука би прашал дали некој друг има на ова прашање нешто да искоментира. Дали еден бренд кој што ќе го комуницираме, без можеби да го отфрлам одредот, секако одредот го имаме, но дали еден бренд треба да се комуницира. Има ли некој што сака да коментира на ова, со кревање на рака, ќе ви уклучам јас. 1, 2, 3, нема. Океј, тогаш Лоче ти благодарам на прашањето. Ана Плетварац што од Преска крева рака, сега ќе ја вклучам неа за прашање или коментар. Повели, Ана. Здраво. Јас имам едно прашање до Снеже. Прво сакам да ве пофалам, оти навистина јас неколку пати сум ме гледала ме слушате, така? Слушаме, Ана, да. Сум ме гледала на утренски програми и супер сте застапени во медиуми сегде. Сакам, ако може нешто повеќе да кажеш за вашиот бренд Sex Scouts Rock and Roll, нели тоа е вашата акција и имате секогаш материјали, мислам, дуксери, блузички со логото на акцијата, нели Sex Scouts Rock and Roll и како што кажа ти, многу често значи извидниците си ги носав на училиште, во град и така натаму и така натаму. Дали мислиш дека можеби може да се испрати погрешна порака со тој бренд, погрешно да се свати од јавноста и да си мисла дека ние извидниците кој знае што правиме? Порака. За пораката не е брендот. Sex Scouts е рокер од пораката, мислам. Да, за пораката сакав да кажам, затоа што сум била еднаш сведок на таква ситуација, мислам дека не само јас. Фала ви. Интересно прашање, Ана. Да. Целата поента на Sex Scouts and Rock and Roll е рушење на стереотипи, на табуа за сексуална едукација, кои што, на жалост, во Македонија се уште постојат меѓу младите, а младите и на велико практикуваат и секс, и скаутс, и рок н рол. Оваа акција е родена, па више може би има 10 години. На почетокот мислам дека немаше многу едукација во делот на сексуална едукација, повеќе беше забава. Беше креирана како прва забавна акција, а да не биде ориентација и легалец. А во последно време, последниве неколку години, више, па може и 4-5, не знам да ти кажам колку, може и повеќе се, идеме на акцентот на зголемување на свеста кај младите за сексот. Сексот не треба да биде страшен да се употреби, не треба да биде страшен да го носи било кој, затоа што тоа е збор како и сите, и од тие табуа и стереотипи и криење на интерес на таа тема, во Македонија се соочуваме со фрапантни бројки на малолетно злоупотребување на жената или на мажот, на девојката или на момчето, на зголемен број на абортус, на неинформирани млади, на неупотреба на кондоми, на истите тие работи, да не губиме време. Така што таа активност се стреми кон тој модел. Заради тоа што се стремела толку време на тој модел да се срушат тие стереотипи, иначе ние со години таа активност ја организираме со поддршка на Хера, која што ни ги дава сите промотивни материјали кои што ги делиме. Тоа се еден куп флаери, памфлети, календари, еден куп работи кои што може секој да ги да ги набави од инфоцентрите на Хера во Скопје се 2, за другите градови не знам каде се, сигурно по младинските центри. Заради тоа што го правиме ние, некако бевме од
пак да ќе кажам, некоја група на родители, баби, дедовци, војни и така натака, поврзани членови, роднини на наши извидници, бевме препознаени и ни рекоа, окей, зошто го правите ова само за извидници, ова им треба на младите во Скопје. И лани добивме поддршка, финансиска поддршка да влеземе во сите средни училишта и да организираме едукативни, забавни работилници со цел подигнување на таа сексуална едукација и образование кое што е премногу потребно. А како ги правиме сите тие работи? Тоа е многу едноставно, како што кажав. Сме рекле, направивме список. Прво треба да си направите сите тука список во вашата... да не навлегуваме предлабоко во активноста, за да имаме уште малку време, извинете. Тоа сакам да кажам, не е секогаш, еве на почеток сме правеле амблем. Не е секогаш амблем што можеш да му го дадеш на извидникот како учество. Можеш да му дадеш новчаниче за кондом, можеш да му дадеш привезок, можеш да дадеш еден куп работи кои што ние сме ги давале на акциите. А тие маички и дуксери, тие работи, тие беа првенствено наменети само за псиовци, меѓутоа ради тоа што нели псиовци имаат многу пријатели кои што сакаа да имаат такво нешто, ние решивме дека ќе го направиме тоа достапно за другите одреди. Тоа не е многу исплатливо за одреди, ние имаме некои средства, можевме да дозволиме неколку пати во минус да отидеме, меѓутоа така се прават тие работи. Така. Фала, Снеже. Sex House Rock and Roll е всушност одлична поука за сите нас, на активност која што има извонредна идеја позади, има добра порака, добра приказна, многу јака комуникацијска порака, но можеби не доволно објаснета во јавноста или па буди на луѓе каде што и не може доволно да се објасни, буди поинакви замисли за што прават извидниците. Така да може да поука за нас ако правиме такви јаки провокативни пораки што не треба да не плаши, треба да имаме добро објаснување и да имаме позитивната да објасниме кога не прашуваат за вакви работи. Океј, ќе вклучам сега Александра Стојановска. Александра имаше прашање ставено во коментарот. Александра, поели? Здраво на сите. Моето прашање беше насочено кон Снежен, но мислам дека има тука и сигурно и други луѓе кои што имаат искуство во таа област. Муаветот ми беше бидејќи нели може да забележиме дека ПСИО има голема соработка со град Скопје, со општина Карпаш, со таквите некои локални институции. Како ПСИО или не знам, било кој друг одред се избори за тој имидж во локалната заедница? Еве, јас ќе почнам и ќе почнам наискрено, наши сме тука. Значи, да почнеш комуникација со институција, буквално треба да кампуваш пред таа институција и да стоиш на трепки за да те приметат. Затоа што они имаат организации младински и немладински уште еден тон. И едноставно досаден си. Се пријавуваш на повици кои што они ги објавуваат, идеш постојано таму, нормално им нудиш тоа што они сакаат за нивна промоција и гледаш преку тоа ти да ја изорганизираш својата активност. Меѓутоа, институција како институција сака многу да се промовира. Па така, ставање на едно лого на таа институција, на еден настан, е многу добро. Ние изгледаме дека имаме многу голема соработка. Јас не би рекла дека имаме толку голема, пак ќе кажам, тоа е покриената, медиумската покриеност. Значи, од надвор може би изгледа ние дека сме во врска, меѓутоа немаме толку јака ваква, меѓутоа медиумите ни помагаат тоа така да изгледа. Ниту еднаш не ни дошол градоначалникот на ни една активност која што била поддржана од општината, што мене не ми се допаѓа, например. Така што мора да се биде досаден. Мора да се биде досаден, пошто не сме единствени. Има уште многу. Има уште многу кои што имаат грб и кои што се буткаат, затоа што тоа сепак, еве ќе кажам и отворено, тоа се таму и политички играчи. А ние не сме политички и работиме со деца, а децата се негласачко тело, така што и не им значат многу. Треба да се досаѓа секојдневно да се оди, да се
пишува благодарност, макар и сендвичи да дадат, да кажеме, 100 сендвичи кои што коштаат 3000 денари, јавно благодарност за поддршката, за ова, за она. И полека, пак ќе кажам, тоа е процес од неколку години, 3, 4, 5 години. Доека не па едни ќе те видат, па ќе се сменат, па ајде сега со другите. И јас да ти кажам, немам никаков проблем, ако не ме слушнат по официјален пат и не можам да закажам состанок, немам никаков проблем да ја пишам директно на градоначалникот на Facebook и така имам остварено средби со минатиот и со сегашниот градоначалник на општина Центар. Преку Facebook ми пишат: добар ден, јас сум Снежана од Извидници, не можам да закажам со вас состанок, сакам да се видиме, кога да ве најдам. Толку. Добро, Снежа, фала. Дали може би некој друг сака да каже неистово како е градена добра соработка преку вашиот бренд или брендот на Извидниците со институциите? Не? Да, добро, не. Дали има некој друг прашање во овој момент? Слободно, дечки, вклучете се со било кое прашање или било кој ваш коментар или ваше гледиште. Не се плашете да го споделите што сме во моментов и како гледате дека треба да бидеме во иднина. Што би требало да промениме? Слободно, крезнете рака ќе ве вклучам одма. Дечки, некој храбар, некој не е храбар? Јас сакам уште нешто да додадам. Ајде, Анастасија, повеќе. И тајки кон доброто градење на брендот, мора да се потрудиме малце да го, тоест на имиџот на Извидниците, малце да го заштитиме. Може би некогаш полакомени за нешто да добиеме, несвесно правиме и грешки во нашето промовирање и истакнување. Би сакала, може би малце да подискутираме каде се употребува нашето лого, нашето име Извидници, кој се го носи, дали на секого му даваме да го употребува во емисии, во приватни цели, дали на секого му даваме извидничка блуза по првиот ден на Извидници и после оди во школски двор и се степа со извидничката блуза, затоа што сепак и тоа е една слика на Извидниците. Покрај градењето на имиџот треба да се погрижиме и да го заштитиме според мене, за да бидеме добри во тоа. Добра практика кај нас во Одред било тоа што по старите Извидници многу често ги враќаат тие нивни мајци, дуксери кои што ги добиле за време на младоста, па наместо да кречат по дома сега со тие блузи, ги носи некоја ново брисовче, многу му е мерак затоа што има скаут дуксер што се носел и е преку на смотрата у Хрватска пред 15 години. Ако може некако да издействуваме во тој аспект, јас би престанала да правам илјадници на блузи и јас дома се натрупав, не можам сите да ги износам. Меѓутоа и тие блузи стигна на секаде, ќе ми се исклучи батеријата, дечки, многу ми е жал ако ми се исклучи, стварно немам поиначе. Добра. Анастасија, ти благодарам и фала на коментарите. Да, треба да внимаваме кој све, како кажу, имидж на Извидници, кој све е извидник. Знаете дека има и извидници, како се кажат, Royal Scouts, кои што реално не се извидници, не ги имаат истите принципи и методи како што ги имаме ние, што всушност и реално не се извидници во тој поим, така да имавме пред некоја година и ситуација каде што кажува, не знам, 200 извидници на некоја планина, не знам што правиш, всушност не беа извидници, беа Royal Scouts, па праќавме демант дека не се извидници, па беа приморани да не објавуваат и така натаму, така да беше интересен момент на кој што треба да си го чуваме брендот и на кој што треба да го градиме нормално преку добра работа и внимавање како се однесуваме. Снеж? Да, морам да не се согласам со тебе. Royal Scouts и се извидници и се мрежа на извидници, има доста голема комуникација со други
интернационални извидници, каква политика они цитираат, меѓутоа да не заборавиме дека имаме држава како Франција со 4-5 сојузи, така што они не се извидници во сојуз на извидници на Македонија, меѓутоа они се извидници. Втора работа во однос на Анастасија што кажа, го заштитиме зборот извидници, не може, сум се карала милиарда пати, тоа не можеме да го нашето појавување како извидници, значи да, тоа што окей, сакам да кажам дека ние извидници, како извидници не можеме да го заштитиме и се не избегнуваш од темата, мислам дека не го одговараш прашањето. И се тие работи. Во однос на тоа што кажуваш маички, ти може би имаш 15 маички. Меѓутоа, дете кое што ќе се запише утре на извидници нема 15, а ти ако престанеш да правиш маички, тоа дете нема да има више ни една маичка. Има една официјална, секој може да има официјална. Една по една, дечки. Да. Ајде, Снеже кажи, Анастасија реплицира. Да. И третото, сами отида мислат. Аха. Отида мислата се. Ајде, Снеже, ќе те вратиме. Royal Scouts инаку нема да бидат примени увосен, да знаеш само. Чисто инфо, ги немаат принципите и методите. Сите сојузи кои што се примаат и кои што формираат федерација, треба да ги задржат принципите. Тоа е всушност и моментот зашто Сојуз на извидници на Југославија никогаш не бил дел од ВОС. Пошто имал методи кон заштита, кон тито и такви работи, никогаш немаше да го примат. Но кога после распадот се применија други методи и ова, се беа примени. Океј, дали има дечко некој... Да, сакам само да докажам, значи не зборев конкретно за зборот на извидници, меѓутоа тоа што се направи на пример со Зоки Поки многу ми се допадна затоа што бевме консултирани за содржината во која што ќе се употребуваме ние како бренд. Кој што се прикажува. Во неколку наврати во минатото било употребувана лична наша или ваша марама, воопшто не се прикажувала содржина која што нас не се допаѓа и ние сме сликана таа содржина. Значи во тој аспект, понатака за реклами и слично, од таков аспект. А во однос на маичките, си го ставаме знакчето на се, може да не се одрази негативно во минатото. Можеме да имаме секој која ќе дојде маичка, може да се враќаат мичките и тоа е принципот што ти го што се спомна, ако не си извидник една година, подобро врати ги, ќе ти вратиме 100 денари, ќе рециклираш, ќе се радува некој на тоа. Значи има методи кои што може да ги употребиме. Океј, фала Анастасија. Значи да не отидат некаде кај што да не навлегуваме во мичките, да видиме дали имаме уште нешто по-суштински. Дечки, дали има некој прашање од другите во моментов, од учесниците? Било кој со кревање рака ќе ве вклучам. Океј, не гледам во моментов. Тогаш само уште едно последно прашање од мене до дискутантите и полека да завршуваме. Поточно, колку сметате дека имиджот на извидниците има улога во растот на извидништвото? Колку реално може да придонесе да растеме ние во бројка на извидници, во ширење на извидниците низ државата, во подобрување на програмата и така натаму. Ајде, Павел. Да провериме прво дали се слушаме. Се слушаме, Павел. Добро е. Па, како што тргнавме од почетокот, значи, мислам дека е премногу битно и премногу важно. Прво, поради тоа што, како што кажавме, не знаат, искрено, и тоа Анастасија што го кажа. Значи, ние не дека треба многу да се потресуваме за нашата историја. Мислам, колку и ова да не звучи атрактивно и убаво на еден начин, искрено така е. И плюс, тоа што го кажа исто и Владко, чим може едни UK Scouts да сменат нешто, дефинитивно може и Сојуз на извидници Македонија смени нешто. Да не збориме чим може било која друга огромна корпорација или, мада добра е тоа малце еден друг дел, ама пак важи и тоа, има фирми и корпорации и брендови што постојат 200 години, па и тие смениле нешто без да им е страв за тој чекор, а дефинитивно мислам дека тоа ќе биде здраво и дека тоа ќе биде добро, пошто како што кажав ќе се дистанцираме на еден начин, ќе покажеме што стварно правиме, дефинитивно ќе си ги оставиме тие наши работи што ги правиме, но дефинитивно ќе покажеме дека сме отворени и за некои други модерни ствари
и сепак ова го правиме за младите и тие се нашата главна цел и нив треба да ги прашаме доколку би се правило некој ваков чегор, некој вакво истражување. Мислам дека прво треба нив да ги прашаме, да видиме они како се чувствуваат и да знаеме accordingly, односно accordingly како би го на македонски, соодветно на тоа. Да знаеме соодветно како да направиме соодветно на тоа. Значи, дали да го направиме тоа само за нас и за ние така да биде, или со тоа сакаме да постигнеме некои многу поголеми работи и да дадеме една сеопфатно една подобра слика и да само едноставно да станеме помодерни и да станеме тоа што го прави било која организација, независно дали е извидници или не извидници, туку една што се вика Кока-кола, што може да си го смени логото и брендот и имиджот, може и било која друга младинска организација. Генерално се сложуваш дека имиджот има големо влијание врз членството. И кој е член, какво членство има? Превише се сложувам со тоа. Не можам да немам ни зборови колку многу се сложувам со тоа. Окей. Дечки, ако може да бидам следна, затоа што сум на 2%. Ајде, Анастасија, ајде. Избирај. Не би должела многу, се согласувам. Апсолутно сликата е тоа што ги привлекуваме луѓето од надвор, меѓутоа да не се заборавиме и тие 2000 луѓе што ги имаме моментално да не ги изгубиме. Треба да се направи некој баланс, ва сакам најмногу 30 секунди сега си. Чао, Анастасија, фала ти што беше тука. Снеже? Ја не се согласувам дека имиджот е пресуден. Имиджот е само едно весло од чамецот за зголемување на членството. Пресудна е програмата која што ја нуди извидничкиот одред или Сојузот, затоа што, пак ќе кажам, ПСИО има ненормален голем пораст на членство заради програмата која што ја нуди и нормално ја промовира. А имиджот доаѓа со тоа. Да бидеме реални, за имидж се потребни финанси. И да се смени нешто се потребни многу финанси и треба да се внимава на тоа. Така што прво програма, па после тоа другите работи. Така. Значи, имиджот се гради не само со визуелна работа, но е како го живееме извидничното, како ја представуваме таа програма која што викаш дека е квалитетна, како ја комуницираме, како знаат дека ќе дојдат. Квалитетот наш е имиджот кој што е. Зашто кога доаѓаш во извидници, кажеш да, доаѓаме во извидници и тука имаат супер програма, имаме супер водачи и луѓе кои што може да ме научат за живот. Кога ќе влезе тоа на луѓето во глава, тоа е имидж. Што во принцип е, што прво ти текнува кога ќе ти кажам извидници? Ако првиот момент е застарена организација, одма сме лошо, ама ако првиот момент е супер програма или е авантура или е образование, тоа е тоа што ни треба. До тој момент, ако успееме да стигнеме како извидници, а тоа сме одговорни апсолутно сите во нашата држава, е најдоброто нешто. Павел, сакаше да реплицираш? Да, сакам да реплицирам на Снеже, да кажам дека и тоа ПСИО што го направи, и тоа што го прави, и тоа е промена на брендот. Значи, како што збориме, не е само логото промената на брендот, брендот може да се смени во одредени сегменти. И со тоа вие што ја подобривте програмата и што понудивте различна програма, тоа е таа промена. Само што кога станува тоа е бренд. Само што кога станува збор за Сојуз на извидници Македонија, треба да се се менуваат некои работи полека, но overall треба да се смени тоа, убаво да се скоцка, да се направи од почеток до крај, бидејќи сепак станува збор за една национална организација и за една чадор организација и за така натаму Сојуз. Така е, малку посуштински е во Сојузот, каде што треба да се внимава сите да имаат добра програма, сите да знаат што зборуваат и сите да го градиме брендот заедно. Секако секој одред кој што ја подобрува својата програма, вложува своите ресурси, директно влијае не само на својот бренд, него на брендот на извидниците во државата, но и во свет. Роберт, сакаш ти нешто на крај да те вклучиме? На делот колку влијае имиджот на развој, на развој. Според мене имиджот е многу важна работа за привлекување на вниманието и исто така на некој начин е шлагот на тортата, а програмата која што ја спомна Снеже е самата торта внатре, така да треба имидж
атрактивност, нешто кое што изгледа убаво, за да привлече внимание, за луѓето да видат која е суштината на извидниците и која е нашата програма која што ја нудиме. Исто така во вакви времиња можеби е тешко да се биде слушнат, поради тоа што многу луѓе зборуваат, по медиумите се вртат политики во врска со пандемијата, во врска со изборите, но како што кажа Снежи, апсолутно е право дека треба да се продолжи со упорност, да се залагаме за да не представат во медиумите и да видат луѓето што се превземеме ние во врска со сите ситуации кои што се случуваат. Фала. Благодарам, Роберт. Јас за крај само на ова прашање би сакал да го вклучам и да го слушнам и Владко, што има да каже во врска со тоа колку имиджот е поврзан со растот и колку тоа можеме да го искористиме. Владче, не слушаш тука си? Не можам да те адмитирам. Да, ја не ме слушаш? Да, те слушам. Може ли да го повториш прашањето, извини, нешто? Само и тебе би сакале да слушнеме на кратко колку е имиджот поврзан со всушност со растот на самата организација и на конкретно на одредите. До која мера може да влие? Ај вака сега, значи мора ја малку се осврнам, значи не е имиджот само лого и униформа и све, туку имиджот е све што правиш, така да све како се представуваш надворешно при кон различни таргет групи, така да во најголема рака све има врска со имиджот и така и растот има врска со имиджот на извиници. Како што знаете, имиджот на извиници беше дел од стратегијата и така голем дел од работите кои што се правиа минативе 6 години беа согласно тие приоритети, односно области кои што беа ставени по точка имидж, односно делумно ребрендирање. Значи тука под имидж може да спаѓа и програма, како се гледа програма, атрактивноста на програмата, како се комуницира програмата према надвор, како луѓето го гледаат тоа, кај отвараш нови одреди, зашто на пример само во градови отвараме одреди. Значи тоа многу кажува за организацијата и за капацитетите на организацијата и тоа кои се целите на организацијата во моментот. И можам да кажам дека убаво се почна све, меѓутоа не се продолжи онаму каде што се надевавме дека ќе отидеме со тоа темпо кое што почнавме јако пред некои 3-4 години, кога сакавме онаа ука-бука околу имиджот и подемот на СИМ со одреди, со програми, со тренинзи, со све да задржиме. Постигнавме еден пик, потоа имавме еден пикот кој што го достигнавме до смотрата, која што исто така беше еден вид имидж на организацијата и беше добро искомунициран и беше добро прифатен од надворешните чинители. Така да сумирам, све се одзива на имиджот и врз база на тој имидж СИМ ги гради и ставовите, ги гради и политиките, ги гради и она поставеност во заедницата и акциите кои што ги правиме и во време на пандемија и пред ова, така да тоа е тоа што е до мене. Не сум експерт во областа на имиджот, ама голем дел гледам како да привлечам млади луѓе кои што имаат осет за имидж и за привлекување на деца, на други млади, на родители како група која што треба да се комуницира многу во иднина и се надевам дека ќе одиме во насока на целосно ребрендирање, ако ме прашувате мене. Меѓутоа не сум ја тој кој што одлучува, јас сум тој што кој имплементира. Така да мислам дека следнава стратегија ќе биде клучна за нашата организација во која насока ќе одиме во поглед на имиджот и на комуникацијата према надвор од организацијата и внатре во организацијата. Валко, ти благодарам многу. Супер е што го слушнавме и твоето мислење на ова.
Апсолутно, значи мислам дека на тоа треба да ни е на сите јасно, се што правиме секој ден како извиници е имидж. Тоа е програма, тоа е мејл, тоа е униформа, тоа е како разговараме со родителите, како се представуваме со институции, всушност имиджот не влијае само на развојот, иако тоа беше на растот, иако тоа беше прашањето, влијае и на моментот на како ни прифаќаат институциите, на која сериозност гледаат на нас, исто така партнерите, други организации како ги градиме, бидејќи сме представени како голема, сериозна, јака организација и така натаму и така натаму. Но да, дел од работите треба да продолжиме да ги негуваме, но другиот дел од работите треба да видиме што треба да смениме. Всушност во периодов на пандемија, чисто од аспект на рич, на колку сме слушнати како извидници, сме немале таков рич во последните неколку години. Зошто? Не е дека за толку повеќе сме се потрудиле да бидеме присутни на социјалните мрежи или по медиумите, него имавме одлична програма, луѓе кои што беа сериозно ангажирани, комуникација која што беше направена да биде таргетирана по сегменти, точно знаевме кого го баравме и го постигнавме овој успех. Не викна председателот, едно од заслугите, имавме пофални зборови од партнери, како Американска амбасада, како Peace Corps и да не спомнувам уште кој што. Така да, се што правиме се рефлектира директно на нас и на имиджот. Тука некаде ќе привршувам, се да благодарувам на сите дискутанти, фала Павел, Снеже, Роберт и Анастасија која што се отиде и Владко кој што се организираше. Благодарам на сите денеска што учествува. Ова е всушност и последниот дел од онлайн програмата за мај. Ја искористувам приликата да ги пофалам и да им се заблагодарам на сите членови на тимовите кои што работеа на оваа програма. Дечки навистина направивте страшна работа, сите ни беше интересно, сите бевме ангажирани, но извлековме многу работи кои што понатаму можеме да ги ставиме и во нашата работа, но и на се поспоменуваната стратегија и ребрендинг. Имаме доста работи кои што ги извлеков од тука, ќе ги пренесам до работните тела кои што ќе работат на имидж скаутинг и кои што ќе работат на стратегија за насоката која што сакаме да тераме. Пораката за имидж, секогаш бидете open-minded, ништо не е табу и сите сте заслужни за тоа каков ќе ни биде имиджот. Имајте убав остаток на викендот и се гледаме, се слушаме во следна прилика. Дечки, фала уште еднаш. Чао, чао. Чао, чао. Убава вечер.